Линеарно наместо процентуално покачување на пензиите побараа представници на пензионерските здруженија од неколку градови од државата, кои денеска се собраа во Свети Николе. Велат тоа единствениот начин со кој ќе им се вреднува трудот што го вложиле за време на својот работен век, а истовремено ќе се намалат големите разлики меѓу најниската и највисоката пензија во државата. Ние бараме линеарно покачување на пензиите, бидејќи само така можеме да стигнеме. Иначе со некој неполни 20.000 денари не може да се откане, тоа нема да правам повеќе дискусии. Ние жртва на транзицијата. Ние останале со 30 години стаж и ги продадал фабриките и радија и земаме многу мали пензии. Јас како дипломиран економиста денеска земам неполни 20.000 пензии. А ако го покачуваат линеарно во рете, ако дава проценти, значи ја ќе земам 500 денари. Пензионерите побараа да остварат средба и со премиерот Христијан Мицкоски. Бараме нашиот премиер да ја прими нашата делегација во Скопје на 15 јули, за да можеме да разговараме во однос на законот кој што го имаме дадено во собрание. Еве го. За да ги посочиме механизмите за овие 32 години транзиција, каде што болниците талка пензионерите за корка не. Освен средба со премиерот, пензионерите уште еднаш јавно побараа оставка и од претседателката на Сојузот на пензионери Станка Трајковска, која ја обвинуваат дека не ги застапува нивните интереси.